Председателски подкаст. Максимум за Македонија, кој ви го смисли слоганот? Заедно со пријателите во новоформираната партија Знам и во кругот на семејството сметаа дека ја како профил, моето име максимум и тоа беше суштината. Мислам дека реално ме одразува тој слоган и треба реално да се представуваме столе на граѓани. Тоа максимум значи дека претходно сите давале минимум или под минимум. Никој не се ни обидел. Што дале, овале претходните, тоа граѓаните најдобро го знаат. Инаку, од мој аспект, ако ги анализирам, сите имали и големи пропусти, но некои од нив имали и предности. Вие сте меѓу кандидатите за претседател кои што приватно имате повеќе од 2 деца од еден, не може би просек од сега, некаде ниту еден. Вие, Тарвари и Османи, имате по 3 деца. Имате 2 сина и 1 керка. Како се справувате? Полесно е со керка или со синовите? Керките се по-емотивни, по-галени. Веројатно, со нив треба повеќе внимание. Со машките може и да им се стрже некојаш. Многу често пишувам дека семејството е столбот на едно општество и основната движечка сила за секој човек. Дополнителна мотивација. Сите од нешто се мотивираме. Од тука ми излегува дел од енергијата и силата која што ја давам. Живеам во едно хармонично семејство. За мене сите деца се подеднакви. Черка ми има доста големо влијание на мене. Таа е со многу критички осврт. Една од ретките што може да ме искритикува дома. И убаво е да си има големо семејство. Јас израснав во круг на големо семејство. Мајка ми потекнува од големо семејство, 5 деца, 13 внуци има, баба ми 12 правнуци, има 97 години. Уште е жива, веројатно тоа е извршило дополнителен притисок на мене кога сум се формирал како личност, со тоа се средношколските денови и деновите во основно училиште, адолесценција. И сметам дека на нам македонците ни е потребно големо семејство, бидејќи Платон има речено чии се овците, негови се ливадите. Кој е вашиот идол со кој што сте растали? Без разлика дали станува збор за политика, за приватен живот, за спорт, за култура. Имам повеќе идоли во животот. Во раното детство мојот идол беше мојот дедо Илија, од чија што работилница пораснав. Беше машин бравар, многу сличен на Јосип Брос, со многу големи убедувања да си ја сака државата, учесник во НОП, брат му исто така загинал во НОП. И тој имаше големо влијание од мојот дел на растот и развојот, од аспект дека кога сме правеле куќа, јас сум живеел во таа куќа, тоа е татко на мојата мајка Маргица. И дополнително во политиката, кога влегов во средно училиште, некаде станав активист на матурата. Вчера ми се јави мојот школски другар кој што всушност не внесе најголем дел од нас во класот, во гимназија природно-математички смер бевме во политиката, тогаш како млади активисти на социјалдемократијата. Еден од моите идоли во политиката на меѓународен план е Вили Брант, кој што е човек кој што добил Нобелова награда за мир, човек кој што успеал или ја поставил основата за зближување на двете Германии, која што била поделена по војната. А гледате, Клекна и се извини. Се извинам? Клекна и се извини. Се извини, ја зближи Германија со Полска, смислам 71 дека има добиено Нобелова награда, претходно бил политичар од кариера, водел еден голем град како што е Берлин и стигнал до канцелар на една голема нација. Ако за Хелмут Кол важи дека е обединител на нацијата, сепак темелите ги поставува Вили Брант, како што и Александар Македонски бил голем, но пресходно државата е направил воената доктрина Филип II Македонски, иако не сум некој голем поборник на антиката.
Со спортот, вака крупен сте по овие, како се вика, благородни тие вештини, бокс, борење или Па во младоста трениравте нешто? Да, во младоста практикував многу спорт. Сите деца така израснавме. Да бидам искрен, не ми одеше многу со топка. Тука се повешти помалите луѓе. Играв своевремено во основно училиште кошарка. Тогаш станавме многу, бевме горди на тоа, општински прваци во кошарка во моето основно училиште. Толи зордо ми, с кога и да одам во училиштето, прво пехарот одам да го видам во витрина, па потоа бев голем фан исто така на фудбалот, задолжително купував темпо секој број. Бевме многу информирани како деца. Во фудбалот навивав за Црвена звезда, а во кошарка за Партизан. Инаку изгорени семејно сме за Црвена звезда, исклучуци правиме единствено кога Вардар, бидејќи имаше нели она генерација на Рингов, Дончев, тогаш навиваме сите за Вардар од оној македонски порив. Но потоа во средното училиште се занимавав сериозно со атлетика. Атлетика? Да, бев корпулентен, немав ваква тежина нормално и бев добар во фрлачките дисциплини, особено во фрлање ѓуле. На еден надпревар, мислам дека бев трета година средна школа, станав и државен вице шампион младински. Фрлање ѓуле? Да, и потоа во текот на животот практикував доста да тренирам, особено кардиовежби. Сега од оваа позиција градоначалник, бидејќи престано, знаете што им се случува, нели? На оние кои што се бават активно со спортот, метаболизмот, значи се менува, внесувате храна, не трошите и нормално да се качува. Кај спортистите кои ви се така баш? Инаку, по завршување во АРАМ тренирав извесен период бокс и имав среќа еден од тренерите покрај Окчи, Мирослав Петровиќ, легендарниот тренер боксерски од Куманово, да ми бидат и Реджеп Реджеповски, многу успеати. Реджеп Реджеповски, што се медали. Да, Реджеп Реджеповски денеска е член на нашата политичка партија и член на Советот на општина Куманово. Од нашите редови, а имав можност и неколку тренинзи со легендарниот Аце Русевски. Од спортистите кој така ви остава најсилен впечаток, да почнеме од фудбалот? Меси, Роналдо, можеби Џоковиќ? Па видите, Федере. сега во делот на фудбалот сите се виртуози. Кога денеска гледате фудбал, воопшто не наликува на онаа што на времето беше фудбал. Тогаш имаше многу силни индивидуалци, сега колективниот тим и колективниот начин на играње на фудбал дава многу поголеми резултати, но не можам никогаш да го заборавам. Мислам дека не сум гледал подобро финале од последното финале помеѓу Франција и Аргентина. Тука ги видовме вистинските играчи на дело, не само Меси, видичи Меси, за да биде Меси, сите треба да му нафарла топка и да го реализира, но она беше чудо, јас немам видено до сега такво нешто и едно финале. Од фудбалери ке набројам, уште Пеле го следам како дете, па Зико, бразилците сите беа виртуози, голем број на аргентинци, Марадона, ама и оној момент на прочуената одбрана на Стојановиќ 90-та година на светското првенство во Италија, кога му рече на Марадона, сега ќе ти го одбрана. Ивковиќ беше, мислам. Ивковиќ или Стојановиќ, сега, пардон. Ивковиќ. А му рече, сега ќе ти го одбранам пеналот и точно му го фати на тогаш легендарниот. Јас тој меч го гледав на граница помеѓу Југославија тогаш. На пенали Југославија изгуби, така? Изгуби на пенали. И мислам од тогаш и тргна распадот. Игра Сушич, играше Панчев, играше Многу Савичевиќ. добри. Многу ми се допаѓаше оној играч на времето Иван Гуделј, ако се сеќавате, играше четвртак. Вон серијски играч, мислам потоа имаше здравствени проблеми, инаку во делот на спортот боксот многу го следев, од секогаш и ден денеска. Следам бокс активно. Тајсон или? Па јас сум фан на Холифелд, бидејќи многу ми е постабилен и многу подолг временски период имаше кариера. Му го гризна увото на Тајсон на Холифелд. Тајсон му го гризна. Имаше еден меч, исто така многу го сакав и Џорџ Форман. Но последниот меч на Форман помеѓу Холифелд млад, Форман веќе се обиде да се врати. Дури има и еден филм за Форман кој што е добро да се погледне. Дефинитивно на овие балкански простори Новак Џоковиќ е број 1
Не само овде, туку во целиот свет поставува нови стандарди. И ја крева не само српската националната српска гордост, туку генерално и балканската гордост, бидејќи во тој спорт се знае дека доминираат други светски сили. Околу книгите, уметноста, музиката, тука како стоите, колку имате време, која ви е последна прочитана книга? Во детство читав многу, особено стрипови, илустрирани стрипови, Политикен забавник, а подосна и оние романи кои што излегува. Загор Блек, како бе. Да, првично нели почнаме со Капетан Мики, па потоа Марк. Командант Марк, Загор, Блек Стена и потоа одевме на посериозна содржина. Еден од посериозните беше Мистерно. И дополнително одеше Мартин Мистерија и на крајот Алан Форд, како шлак на торта. Во средно училиште за среќа имав одлична професорка по македонски јазик која што многу бараше да се читаат лектири. И мојата омилена книга до ден денеска која што 3 пати ја имам поминато е Дон Кихот. Мислам дека и тоа најчитаната книга во светот. Па да не спомнева вашето како Дон Кихот или сакате да биде спротивно? Па видете, тоа е една паралела и самата книга тоа го кажува борба со против неправдата. И ова што Ама неуспешна е на Дон Кихот. Па добро, јас сметам дека мојата ќе биде успешна бидејќи тој имаше премала публика и премали можности во тој момент. Сметам дека со современиот начин на информирање граѓаните се информираат дополнително покрај редовниот тип на електронски медиуми, сега имаме и други форми на информирање и доаѓаат, добиваат простор за да ве видат. Инаку ако се сведеме на вакви кампањи кај што едни ќе имаат огромни средства и излегуваат и од фрижидер кога се емитуваат нивните платени политички програми, а ние од малите политички субјекти можеби еднаш, 2 пати, 3 пати во денот, тогаш просторот е резервиран за нив. Но за разлика од тоа има и дополнителни медиуми каде што можеме да излеземе во етерот и мислам дека мојата борба ќе резултира со сериозен резултат, како што и резултираше на локалните избори во Куманово. Со филмовите, со музиката, што слушате, што гледате? Значи, За театар имате ли време? Имам време за театар, Куманово е град на театар, иако еве ги чекаме 3-та година го растурија и не може да го реконструираат, но за среќа тука е културниот дом, кој што нема грејење, е под државно ниво. Го побаравме како општина, не ни го дадоа, инаку до сега ќе го решиме тој проблем, но имаме денови на комедија, знаете. Куманово е град на шегата и денови на комедија не испуштам представа. Оваа година, за жал, бев прилично работно ангажиран, не успеав да отидам, инаку многу често милувам да ги погледнам представите кои што се играат, а дури и директно учествував на јубилеот 5 века Куманово во создавањето на ремейкот Ленче Кумановче. Кај што го поканив и Тони Михајловски, мојот против кандидат, да игра еден од главните ликови, најголем спектар на глумци кои што беа од Кумановскиот театар или пак од кумановско потекло. Од нашите македонски глумци му се восхитувам на мојот сограѓанин Сашко Коцев, инаку имаме голем број на имиња, но ете, од некој локал патриотизам морам да го напоменам. Имаме големи глумци во нашата кинематографија на светско ниво, дефинитивно без разлика што е многу контроверзен, еден од најдобрите глумци и од аспект како глуми и како изгледа, тоа е Том Круз. Особено со овој филм кој што го снимија продолжетокот на Топ Ган. Топ Ган беше филмот на нашата младост. Или сите сакаме да имаме јакна Топ Ганка. А сега овој ремейков Маверик и тоа пилотки, како е снимено, пилотки, да, Спитфаерки и така натаму. И инаку еден од омилените филмови ми е Бен-Хур. И дополнително многу гледа вестерн филмови и партизански филмови, Битка на Неретва, број еден филм. Музиката слушавте рок, народно, Значи, Чолич, Дугме. слушав се, XU од XU просторите, Чолич е број еден. Омилената песна ми е Права ствар. Од македонските народни песни Зајди, зајди јасно сонце, без разлика од кој е интерпретатор, многу е тешка за пеење. Инаку, што се
однесува до музичките групи, тоа беше Scorpions и омилената песна Wind of Change, која што на вистина и се реализираше во пракса и го промени светот. И оној нивен незаборавен концерт кој што го направија во Москва. Тука влегува и Металика, и Duran Duran, и AC/DC, и многу други групи кои што ги слушаме во нашата рана младост. Кај глумеците кој? Ким Бесинджер, некоја Кај, Мерил Стрип? кај глумиците? Да. Па има многу добри глумици. Битка на Неретва, Милена Драви, кој беше таму? Имаше руски. Многу имаше. Бандурчек, значи... Бондарчук, Сергеј, да. Бондарчук, овој Јул Бринер, Јул Бринер, да. нели Тито го... Орсон Велс, потоа како беше мажот Ричард Бартон беше. Ричард Да. Бартон го глумеше Тито, мажот на Елизабет Тейлор. Да. И многу други, тоа беше сериозна продукција, видите да ви направи некој постер за филмот, Пикасо да ви го нацрта постерот и да каже тоа е подарок од мене за вино некој другарот земал, Тито. така зборува. Или пак да се организира такво нешто во тоа време и сите сцени да бидат реално, значи, изведени, тоа е сериозно филмско достигнување. Мостот ден денеска стои. Има една легенда за Неретва, значи вистина е тоа. Се сакале да биде реално како што велите и вие и го минирале. Кога пагал мостот, тоа се снимало во многу прашина се крена. И немало ништо за добро јасно да се гледа. После тоа го нацртале тоа, го измонтирале, а мостот ден денеска стои така, за оние кои што поминуваат таму, стои во Неретва падна. Кога би биле денеска млад, на кој факултет би се запишале? Што би училе, на што би се посветиле? Дали како сите други, најголем дел медицина, информатика или нешто друго би избрал? Не, јас пак би го избрал правото. На секој факултет се акумулираат голем број на знаење. Јас по завршување на средното училиште бевме многу сериозна, јака, силна генерација. Еве, оваа година ќе прославиме 30 години од матура. И голем број нашиот класен раководител е Елеонора Тодоровиќ, кој што предаваше англиски јазик, а јас учев германски јазик. Се уште жива и здрава и еве повторно ќе се видиме генерацијски. Јас отидов првично на отслужување на воениот рок, а потоа веднаш се вработив. Работев како шпедитер на граничниот премин Табановце. Го изучив и тој занајат и дури подоцна кога влегов малку посериозно во политика, во органите и телата на партијата, сватив дека без образование не можете да напредувате во политиката. И тогаш решив со една моја колешка Елизабета, отидовме заедно на правниот факултет, полагавме приемен испит, се запишавме, малку повозрасни студенти, колку имаме, 29 години така. И тргнавме и почнав да го изучувам правото тука. Правото и повторно би го запишал. Тоа е еноку сметам дека на Македонија требаат многу луѓе кои што треба да завршат технички факултети. Имаме премногу голем број на едуциран кадар во делот на бизнис, администратори, менаџмент и така натаму, но сепак со диспрезирањето на студиите на секој чекор, дефинитивно падна нивото на квалитетот на образованието, но повторно ќе кажам, секој оној студент кој што сака да учи и да се образува, може да научи многу, дури некогаш и на приватните универзитети многу повеќе во делот на пристапот отколку на државните, но тоа зависи вас. Ако сте член на Македонско-бугарската историска образовна комисија, кое решение би го предложиле за Гоце Делчев, за Кирил и Методи? За Кирил и Методи мислам дека има веќе нешто предложено. За ВМРО, за Втора светска војна, за тоа бугарите дали се фашисти, окупатори, администратори, кои формулации да се употребат? Видите, Кирил и Методи се дефинирани веќе во историјата, чиви се и какви се, тие ни припаѓаат на сите словенски народи, а своите корени ги влечат од тука или тука действувале. Ние сме горди и треба да бидеме како македонци горди, што сме го имале Охрид
еден центар од кај што тргнало образованието на словенските народи на овие простори, па за Гоце Делчев многу прагматично би го решил прашањето. Не би им оставил на историчарите да решаваат. Имате различни изјави, некои се наменски, некои се скриени. Имате ставови на Гоце Делчев, кај што јасно се определува дека е македонец, но од друга страна имате ставови кај што нели се запишал во бугарско воено училиште, зошто па немало македонско воено училиште. Имало опција да бира помеѓу грчко, бугарско или српско. Во тој момент и говорното подрачје и близината му биле најблиски. Веројатно одлучил, но тој најдобро го знае тоа. А има тука многу контроверзи сега. Дел од семејството на Гоце Делчев, потомците кои што живеат во Бугарија, велат ние сме бугари. Дел од семејството кои што живеат во Гевгелиеве, неговата правнука е кај нас кандидат на пратеничка листа од семејството Јованови во Гевгелија. Тие се викаат македонци, и овие што израснале во Бугарија, да биле во Македонија, ќе биле македонци. Но јас би го решил прагматично тој проблем. Би земал една новинарска екипа, би отишол на центарот на плоштадот во Софија, би направил анкета на 100 млади бугари и би ги прашал кој е Гоце Делчев. И ќе ви кажам дека 95 нема да знаат да ви кажат кој е Гоце Делчев. И истото би го направил и во Скопје и кај нас ќе биде обратен резултатот. Од 199 најмалку, а може би и 100 ќе ви кажат кој е Гоце Делчев. Ете го одговорот и решението на проблемот. Значи, тоа е исто како во Бугарија да правите анкета или па кај нас за стамболиски или за некои други дејци. Или втор пример. Ќе отидеме во кабинет на било кој градоначалник или кмет колега во Бугарија и ќе ја побараме сликата на Гоце Делчев. Ја нема. Во нашите кабинети секаде стои, па чиве. Па, кај тој кој што го воздигнуваме и тој што го славиме. Ние друг толку значајна личност во современата македонска историја немаме. Неспорно е дека Гоце Делчев е македонец, но на крајот на денот тој е дел од светската историја. Да. А што се однесува до ВМРО, што ме прашавте? Тоа се прашањето за кој што се бави комисијата. Видете, јас многу пати додека бев во мојата поранешна партија, додека се уште ме трпеа, не ми избрка, многу од нив ме нарекува најголемиот ВМРО-вец во СДС. Од сегаш сум имал тврди национални ставови. Моето мислење е дека ВМРО како движење има своји амплитуди. По одредени моменти е екстремно позитивно, но видите има и периоди на контроверзи, како што е периодот на братоубиството во организацијата, особено во делувањето на Тодор Александров, кој што бил образован, бил сериозен комита, сериозен организатор на отпорот, но со многу контроверзни изјави, како вели јазикот ако не сум македонец, вратот ако не сум бугарин, тоа он и го има кажано. Но Ванчо Михајлов е човекот кој што фрла една огромна анатема на ВМРО, многу контроверзна личност кој што во последните негови денови од животот максимално го негира македонскиот јазик и македонската државност. ВМРО е создадена организација да се бори за македонска држава. По дефолт, ако се борите за македонска држава, тоа значи дека се борите за своја независна македонска национална држава. Затоа и тоа е партија, значи, внатрешна македонска организација. Таа била на почетокот тајна, но сега да не навлегувам во историјата, јас ќе кажам, доколку не се исполитизираше името ВМРО, требаше да оди во историја, да се стави во музеј, а во 90-тите години имаше македонска десница, или целиот свет е поделен на левица, десница и центар. Тогаш беше Мак, Гане Тодоровски и многу други личности, исто така едуцирани, македонски патриоти. Тие требаше да бидат десницата, посткомунистите, СКМ, ПДБ да си бидат денешен СДСМ левица, ВМРО заедно со партизанското движење да оди во историја, бидејќи секој македонец по дефолт, согласно своите патриотски чувства, треба да биде ВМРО-вец. И сега што имате вие ситуација? Злоупотреба на името ВМРО во политички цели. Старт на кампања, вие излегуваат квази патриоти и ви велат ние сме патриотите, овие се предавниците.
И затоа знам, вели, ние сакаме да ги обединиме. Како што ги обединивме во Куманово? И едните и другите на едно место, бидејќи на македонскиот народ му е потребно национално единство, врз база на кое потоа и ќе се гради реален соживот и мултиетничко Значи општество. ВМРО и КПМ тоа да биде во музеј. Апсолутно. Да не може да се користи на едно како- место. Доаѓаат децата од училиште и учат за нашата историја. Видете, многу пати правам паралела, иако не е споиво. Тоа бига како кај албанците. За нас УЧК се терористи, луѓе кои што направија агресија 2001 на Македонија. За албанците тие се борци за нивната национална кауза, а потоа, иако се бореа за територии, потоа, еве и до ден денеска ги слават за нивните национални права, слободи, човекови права и така натаму. Никој не може да ви го извади од глава делот дека комитите се бореле за нашите национални права и создавање на нашата национална држава, без разлика. И ние ги нарекуваме гимиджиите дека се борци за наши национални права, но видите, светската историја ги учи за жал како терористи. Бидејќи тие прават класични терористички акти со кои што привлекуваат внимание на себе, ни доаѓа до само жртва. А тоа го прават сериозни интелектуалци кои што имаат интегритет, став и карактер. Кратко да ме говорите, армијата на Република Македонија треба да продолжи да се развива со зголемување на буџетот и над тие 2%, кои што се некој стандард од националниот производ, или пак можеби има примери, има предлози да се демилитаризираме, армијата да биде чисто така, некоја символика повеќе отколку да биде силна. Вие се борите за председателско место, председателот е врховен командант, повелете една минута. Ние не можеме да бидеме воено неутрална држава. Ние сме членки на НАТО. И членството во НАТО има одредени исполнување на одредени Затоа стандарди и што некои од нормативи. вашите против кандидати предлагаат излегување од НАТО, затоа ве прашам. Мислам, тоа е утопија. Во овој момент, во делот на геополитичкиот интерес во светот, Македонија и како сериозна точка на таа геополитичка карта на светот и апсолутно тоа е погрешно. Ние сме во НАТО, треба максимално да соработуваме со нашите држави партнери во НАТО, но и дополнително да не си дозволиме да градиме нови непријателства во светот, особено со нашето соседство околу нас, бидејќи регионот треба во целост да се интегрира во Европската унија, бидејќи сите сакаме да бидеме таму. Нема исклучоци. Покрај нас, Македонија треба секогаш да биде држава која што ќе одвојува средства за својата армија, да има војно способно население, не само да се заштити од надвор, бидејќи НАТО тоа ни го гарантира во случај да не нападне, агресија и така натаму се повикуваме на договорот. И ти интервенираат, но ние можеме да имаме и внатрешен проблем. Не исклучувам внатрешен проблем, бидејќи сили од надвор во континуитет делувале и не престануваат да делуваат против Македонија. Без разлика дали тоа е само политичко делување, може би да се трансформира и во некој тип, друг тип на делување и треба да бидеме подготвени. Тоа значи мобилна, добро опремена армија, добро истренирана армија и она што е најбитно со високо ниво на морал, што во моментов сметам дека отсуствува. Бидејќи кога одите на бојно поле од аспект на еден стратег, вие можете да ги направите сите проценки на другата страна. И бројот на армијата, и оружјето и се. Сите статистики ги имате, анализи и се адаптирате, на тоа и се подготвувате, дали ќе напаѓате или ќе се браните. Единствено моралот е немерлив во компонента во една борба. Тоа ви се повторно примерите, тоа се изучува на воените школи по светот. Вест Пойнт, например, ја изучува битката на Гавгамела. Како еден добар пример, каде што многу помалу бројна армија, но одлично мотивирана, предводена од својот војсководец, кој што вели помене, а не напред, како што тоа Дари го практикувал, ја победува многу побројната војска на Дари. И Персија паѓа. За македонското знаме, со нели 8 кракото сонце. Треба да се почитува или треба да се менува. Македонската химна и македонскиот грб. Треба да се пеат, да се почитуваат,
или консензуално треба да се менува? Кратко нова да ми одговорите. Првично, ние имаме едно од најубавите знамења во светот. И тоа е државно знаме. 8 кракото сонце. Јас имав чест предходно во АРМ кога служев, во 94-та, носем на рака и 16 крако сонце. Ви велам, никогаш не сум бил поборник за антиката, но нешто се разбуди во мене од моментот кога видов онаа со шмирк шајбни како ги бришат. Или шахтите и она упаланка на плоштадот што се случуваше, тоа е само газење по себе си. И тоа толку ме испровоцира и од тој момент го имам 16 крако сонце во мојот кабинет. Зошто? Сметам дека истото е национално знаме на македонците. И додека имаме државно знаме, кое што е одлично, и мислам дека и на едно гласање, онлайн гласање, победи како најубавото знаме во светот. Каде е сонцето, таму е енергијата. Македонија за среќа има многу сонце и затоа ние како луѓе сме многу темпераментни, но политиката го депримира граѓанинот. На овие граѓани да им дадете повеќе, таа енергија ќе исплива и ќе имаме одрични резултати, но гледаат голема неправда во моментови, тоа е тоа. Каде е пропустот? Многумина често обвинуваат за национализам. Национализмот е убава особина да ја поседува секој. Тоа е патриотизам. Што е проблемот кај нас? Еве денеска ќе тргнеме од оваа студио, ќе влеземе во 10 супермаркети. Па вие немате кај да купите државно знаме во супермаркет. Нели е национализам во Соединетите Американски држави кога го гледате националното знаме на секој чекор истакнато, ама имате во секој маркет и тоа треба подхитно да се смени. Значи патриотизмот, македонецот мора да се напомпа со патриотизам. Еве видите го случајот, мене тоа не ми смета. Кај албанците постои. Се истакнува нивното знаме секаде во секоја прилика. Дали е тоа свадба, јас доаѓам од мултиетничка средина. Но при тоа мора да се внимава на законот за употреба на знамењата. А не се внимава и тие кои што се задолжени да го спроведуваат законот, не го почитуваат. Земете го за пример Кичево. Земете го Тетово, кога беше премиерот Курти, кој што го јас го почитувам, народот негов го избрал. Дошол тука, но немаше ни едно македонско знаме. И тоа е погубно. И при тоа власта молчи. Каде беше тогаш државниот јавен обвинител? Да поднесе кривична пријава, како што ми поднеса на мене кривична пријава, штитам јавен интерес, ми поднесува зашто не сум издал дозвола. Оке, што вие велите така, дојдете, подпишете изјавата, дајте им ја. На тие нека градат тоа што ќе го затворат школото или диспансерот. Околу химната и грбот, треба да се менува нешто така? Па химната е идеална, ја отсликува нашата историја единствено. Па ги нема другите етнички заедници. Единствено ми смета што не е споменат во химната Никола Карев како прв председател на нашата република. Па ги нема другите етнички заедници, но мислам дека во еден сликовет приказ низ песната се присутни и тие тука. Но видите, Столе, мора да расчистиме една работа. Тоа денес и за вас, ги поставуваат. И за вас, и за јавноста. Македонија и независна македонска држава е резултат на борбата и иницијативата на македонскиот народ. Првенствено македонскиот народ и дел од делови на други народи кои што живееле на овие простори. Ако го земете процентот на учество во таа борба, па видите, тогаш ние треба да уфрлиме повеќе срби во химната и да пееме за повеќе срби, отколку за повеќе албанци. Значи, да чекаваме ние, како македонци, државата да ни ја формираат делови од другите народи, ние никогаш не може да имаме држава. Да, јасно е. Нели? Што мислите за... И затоа тие се тука, јас ги почитувам, видите, доаѓам од Куманово, јас сум градоначалник за сите мои граѓани. Се прави улица и на едниот и на другиот дел на градот. Не ги делам граѓаните. Но тоа мора да се знае. Многу е искрено. Еве, земете повторно камера и ќе одиме на терен. Направете една анализа помеѓу граѓаните на Тетово и сретнете 50 албанци и сретнете 30 македонци. И прашајте ги во која држава најповеќе верувате или која држава во регионот највеќе ја сакате. Кај албанците ќе добиете одговор дека тоа е Албанија, на второ место Косово и трето место Турција. Кај македонците ќе добиете одговор Македонија
или евентуално на второ место Србија, на трето место Бугарија, без разлика на лошите односи. Ние со бугарите повторно се почитуваме. Имам голем број на пријатели, видиши, луѓето не се криви. Тоа си е политиката. Таму у декларацијата нас која што ја донесува, многу ни смета лично, на мене ми смета како политичар, но тоа е македонската реалност и ние мора да работиме на тоа. Но од друга страна, има и албанци кои што израснале во систем и ја почитуваат оваа држава. Не можете вие да почитувате повеќе друга држава од сопствената држава. Кои се најголеми пријатели, кои најголеми непријатели на македонците, соседите и пошироко? Срби, грци, бугари, албанци, таква анкета вас која би ве прашале, која би учествувале? Па видете, јас ги знам анкетите, кај македонците најголемите пријатели се србите, кај албанците најголемите пријатели, веќе ви реков, се албанците и Косово. Но сите наши соседи и пријатели во одредени историски периоди се многу контроверзни кон нас. Еве, ако направам анализа, за време на турското робство, велат било многу тешко и точно е, македонскиот народ пател. Но од друга страна, денеска турците ни се едни од најголемите пријатели. Значи, како се однесуваат? Затоа што И бугарите ако почнат добро да се однесуваат, ќе ни станат тие пријатели. Јас би рекол повеќе од типот на режимот актуелен кој што владеел во тој момент. И денеска некои луѓе велат, па денеска е полошо отколку во турско робство. Но во меѓувреме многу голем број на јаничари од овој регион заминаа во Турција. Денеска најголем дел од тие, бидејќи таму воинската е традиција, се припадници на турските вооружени сили. И ние имаме огромен број на пријатели, замислите во Измир. Цела една заедница од луѓе кои што потекнуваат од овие простори. Балканските војски ги земаме, војни ги земаме. Првата балканска војна, србите тука доаѓаат, нели, како ослободители, на крајот остануваат, на крајот на денот како окупатори. Од друга страна, во втората балканска војна доаѓаат бугарите, пак значи палат и гасат се на овие простори, убиваат се што е просрпски настроено, а претходно се прави индоктринизација. Македонската организација се убива и се уништува помеѓу себе и клучот од организацијата останува во Софија. И целиот капитал. Ние в суштина првата независност и најреалната политика ја имаме од 41 нааму, тоа е со 37 кога официјално Комунистичка партија на Југославија ја признава Комунистичка партија на Македонија. Јосип Броз Тито е. Јосип Броз Тито е човекот кој што нам едноставно ни осигураше да направиме независна своја држава, но со наша жртва. Да не го забораваме Михајло Апостолски, кој што беше еден врвен воен ум, кој што со многу мала армија направи многу големи воени походи. Димитриевски, мораме да завршуваме. Уште едно прашање. Кој е најкорумпиран во државата? Судиите, политичарите, лекарите, новинарите? Народот вели рибата смрди во глава. Се почнува од политиката. Од овие непринципијални коалиции, кои што 30 години не вртат во круг, си заминуваат лошите, доаѓаат нови кои што се уште полоши од претходните и по 4 до 8 години повторно доаѓаат нови. Тие ги прават инструментите на власта, ние немаме правосудство. Сите овие одлуки кои што се носат, да, таму има екстремни професионалци, честни луѓе, кои што секој ден во Куманово ги гледам пешодат на работа, и се истите тие кои што биле и пред 20 и пред 30 години. Но за жал има голем број на корумпирани луѓе и големи послушници, лојалисти кон политиката. И тоа врвот на сето тоа е сега Уставниот суд. Значи, јас се изненадувам од одлуките на Уставниот суд и ќе го дадам својот максимум, доколку бидам избран за председател на државата, првично да се зафатам со работа во делот на реформи во правосудството. Како е тоа можно? Председателот има своји надлежности и во Републичкиот судски совет, а и во делот на Уставниот суд. Бидејќи она низ што поменуваме ние, едноставно нема правда и дополнително нема казнивост за сите. Во вториот круг не влегувате, гласовите за кого ќе јат. Ќе биде комплицирано, малку мешано, тогаш во исто време ќе бидат и парламентарните избори, па ретко кој може јавно да излезе и да каже а треба да учествува на парламентарните избори, гласите за тој против кандидат кој што е од друга партија. Па сметам дека ќе добијам пласман во вториот круг и ќе бидам избран за председател. Но како ќе одлучат граѓаните, јас тоа ќе го почитувам.
Доколку не влезам во вториот круг, апсолутно нема да тргувам со гласови, ниту пак имам право да барам од гласачите кои што и се подпишале за мене со подршка и гласале за мене, како да гласат. Тоа е нивно убедување. Јас лично знам за кого би гласал и ќе си го задржам тоа право за себе, но во овој случај сметам дека во вториот круг ќе гласам само за себе си. Вие лично знаете дека ќе гласате за Стево Пендаровски или Гордана Сијановска? Не, јас ви кажа во вториот круг ќе гласам сам за себе си. Председателски подкаст.